Да, продолжуваме ние со вестите на ТВ канал ВИС, како што веќе спомнавме во главната најава. Струмичкиот центар за заштита на жртви од семејно насилство беше посочен како единствен и позитивен пример во Македонија на состанокот на заедниците на единици на локална самоуправа што се одржа вчера во Скопје, а на кој што локалните координатори разговара за родово базирано буџетирање. Стојне Митева, која што е иницијатор за формирање на овој шелтер центар и воедно гешталт терапевт и дипломиран психолог кој што работи во стручниот тим на центарот, беше дел од тимот кој што настапи и го презентираше начинот на кој што функционира Центарот за заштита на жртви од семејно насилство во Струмица. Стојне, какви се искуствата? Еве, веќе од вчера доволно време да се средат искуствата, да се средат мислите. Што видоа локалните координатори на сите општини кои што се дел од оваа заедница на единици на локална самоуправа, кога станува збор за родово базирано буџетирање, затоа што општина Струмица преку сопствениот буџет го финансира постоењето на овој центар, и кои се импресиите од она што можеше како фидбек да го слушнеш од другите представници? Токму така, ЗИЛС беше организатор на седницата вчера со локалните координатори од повеќе општини во земјава. Главниот акцент беше ставен за членот 9 од Истанбулската конвенција, кој што подразбира вклучување на невладиниот сектор, а финансирано од страна на општините, се со цел социјалните услуги да бидат ставени на една друга димензија, каде што да, општините ќе ги финансираат, а невладините организации се тие кои што ќе ги координираат сите социјални услуги на локално ниво. Интересен факт е што општините за жал не беа запознаени дека имаат можности како сопствени буџети да можат да отворат шелтери центри. Според она кое што имав можност да го слушнам од дел од координаторките на состанокот, е дека воопшто не знаеле дека постои таква можност. Сметале дека таквите одлуки ги носи исклучиво само Министерството за труд и социјална политика, но еве, како што и најавивте и вие, Струмица е позитивен пример. Бевме ставени како една позитива општините да научат и да видат како одговорно, транспарентно може да се дојде до една социјална услуга, бидејќи не имала работа да се отвори центар за згрижување на жртви на семејно насилство на локално ниво, а при тоа ние не ги занемаруваме другите општини. Ние почнавме на 1 јануари да работиме и досега имаме згрижено не само жени од Струмица, туку и од околните градови, па дури од Скопје. Така. Меѓутоа, овие беа дводневни активности на Центарот за жртви на семејно насилство. Ова во Скопје вчера беше вториот настан. Претходно и на меѓународно ниво, односно на ниво на земји од регионот, функционирањето, постоењето на Центарот за заштита на жртви од семејно насилство слушнаа за него и представниците од соседството, од соседните држави, преку состанокот кој што го организира UN Women. Што таму беше кажано во однос на функционирањето и постоењето на овој центар, кој што неполна година работи? Да, завчера беше всушност Светскиот ден на руралната жена. Токму затоа и UN Women го организира вебинарот на меѓународно ниво, каде што многу земји кои што за жал не се дел од Европската унија презентира моменти кои тие ги работат руралната жена да се качи едно скалело погоре. Да, трнлив е патот на руралната жена до родова еднаквост, но меѓутоа таму имаше дел каде што Струмица, една точка од целиот свет, беше дадена како позитивен пример како општината, повторно онаа врска помеѓу општината и невладиниот сектор, знаат да создадат центар каде што буквално една година ќе им се пружи поддршка и помош на жртвите на семејно насилство, бидејќи сите можеме да се сложиме дека се додека не се промени кривичниот законник, па дури и законот за семејно насилство, жртвите се уште немаат комплетна доверба во институциите и се плашат комплетно да го напуштат насилникот, па затоа и статистиките велат дека 75% од пријавите во полиција завршуваат само со пријава, токму заради стравот што ќе се случи понатаму.
Така, кои се предизвиците пред центарот во овој период? Треба обновување нели повторно на договорот со општината. Кои се понатамошните планови предизвици кои што стојат пред центарот како институција која што ги дава овие социјални услуги во Струмица, меѓутоа и во општините во поширокиот регион? Така, предстојат предизвици, но морам да го спомнам периодот дека од 1 јануари започнавме со работа, веќе на 18 март беше прогласена и воредната состојба и ние моравме многу брзо да се реорганизираме и да создадеме услови се со цел да одговориме одговорно на COVID-19. Направивме и соба за самоизолација во случај да се јави позитивна жена. Имавме огромен број на жртви кои што ја бара нашата поддршка и помош. Овдека морам да се заблагодарам на СВР Струмица, кој што имаме прекрасна соработка со нив и секоја дојава и пријава од страна на жртвите, без разлика кој дел од денот или ноќта, не контактира и брзо реагиравме. Предизвици понатаму престојат. Се надеваме дека општината ќе одговори позитивно, повторно ќе биде одобрена финансиската поддршка од страна на општината и безпрекорно повторно ќе работиме, но тоа не значи дека нема да се бараат фондови и други организации кои што ќе бидеме како дел од мрежата на организации во борбата против семејното насилство. Така, ти благодарам Стојне за овој разговор, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму со содржините во вестите на ТВ канал ВИС.